Постигнат е голем резултат. Направен е историски развој. Северна Македонија е светол пример и сведок за моќта на привлечноста на европската перспектива. Ова се само дел од епитетите што ги кажа за земјава еврокомесарот за проширување во заминување, Јоханес Хан, пред Комитетот за надворешни работи и при презентирањето на извештајот за напредокот на земјава. Ниту шефицата за надворешна политика Федерика Могерини, која исто така е на крајот на својот мандат, не ги штедеше по фалбите. Сведоци сме на бројни достигнувања и успеси, кои се импресивни, рече Могерини. Двајцата истакнаа дека земјава и Албанија го завршија својот дел и дека сега е редот на Европската унија да го исполни својот дел и да започне преговори. Традиционално пресконференциите се следеа од седиштето на ЕУ во земјава. Покрај домакинот евроамбасадорот Самуел Жбогар, присутни беа и представници на дипломатскиот кор, но не и амбасадори на земјите членки. Присутен беше и граѓанскиот сектор. Но каков е речникот во извештајот за напредокот, особено за 4 приоритетни области: јавна администрација, правосудство, безбедносни служби и антикорупција. Умерено подготвена во делот на јавната администрација, со добар напредок преку усвојувањето на стратегиската рамка за реформи, се наведува во извештајот. Сепак, дел од препораките остануваат. The Commission's 2018 recommendation on merit-based recruitments and open competitions remain valid, especially on senior management appointments. The respect for principles of transparency, merit and equitable representation remain essential. Steps have been taken to address alleged politicized appointments and allegations of nepotism. Земјата има одредено ниво на подготовка да ги примени европските стандарди во правосудството, се наведува во извештајот. Законската рамка е добро подготвена, но потребна е нејзина имплементација. Како клуч за понатамошно јакнење на владењето на правото е потенцирана улогата на СЈО и охрабрувањето да биде постигнат договор помеѓу власт и опозицијата за ова прашање. Beyond legal changes, all judicial institutions need to demonstrate their exemplary and contribute through additional efforts to restoring public trust in the judiciary. The Judicial Council efforts to protect judges' independence were limited, and it is essential that it steps up its efficiency to shield them from potential external or internal pressure. Continuous efforts are needed to remove the risk of perception of political interference. За новиот состав на ДКСК, евроамбасадорот истакна дека е избран на транспарентен начин и дека презема значајни чекори за поактивна борба против корупцијата, која не ги поштедува високите функционери. Во врска со реформите во разузнавачкиот сектор, тие се направени во соработка со НАТО и со други партнери на земјава и избран е соодветен модел, а законската рамка за воспоставување на Национална безбедносна агенција е веќе донесена, рече Жбогар. Во поглед на исполнување на економските критериуми, земјава се уште се соочува со предизвици: нискиот инвестициски раст, структурните проблеми на пазарот на трудот и сивата економија продолжуваат да представуваат предизвици за бизнис околината. Integration with the European Union in trade and investment deepened further, exports and manufacturing output diversified further towards higher value products. However, skills shortages and the lack of skills alignment with those required by companies, reflecting shortcomings in education curricula, impair labor productivity and the competitiveness of the economy. Important investment gaps in public infrastructure remain. По завршувањето на пресконференцијата за Жбогар немаше прашања, но ги прашавме представниците на граѓанскиот сектор, во чиј фокус се интеграцијата на земјава и исполнувањето на задачите во правосудството, какви се нивните први впечатоци и од препораката и од забелишките за понатамошно спроведување на реформите. Одлуката е на крајот на советот. Она што го видовме од страна на комисијата е дека двете земји добиваат препорака за почнување на преговори. Постојат мали разлика во нијанси, со тоа што кај Македонија нема дополнителни некои забелешки, каде што за Албанија има дополнителни забелешки, али тие не се критериуми дополнителни кои што треба да бидат исполнети. Значи, сликата е, Европската комисија препорачува отворање на преговори и со Македонија и со Албанија. Во однос на самите забелешки, тие се детали на кои што земјите членки на Европската унија можат, но и не морат да го базираат своето мислење и отпочнувањето или неотпочнувањето на преговори со одредена земја. Основата на реформите во правосудството е поставена и тоа е позитивно, но допрва следува подлабинска имплементација од страна на сите засегнати страни. Како треба да се свати ваквата порака од комисијата?
Па треба да се свати. Additional efforts беше, како што се сеќавам, дополнителни напори, значи она што е предвидено во законите, јас пред некој ден баш го кажав, примена на законите во добра верба, правниците велиме bona fide. Така што на сите нивоа во судството треба ова да се примени и во секој еден конкретен случај да се тргнува од оваа препорака, бидејќи на крајот на криштата сите сме во општеството, сите сме во системот и мислам дека не би требало секој самиот да си се кочи. Напредокот кој е постигнат сега бара конкретна и брза акција од Унијата, стои во пакетот за проширување. Унијата мора да ги исполни своите обврски и да даде кредит онаму каде што должи, доколку не го награди објективниот напредок и не ја овозможи на Северна Македонија да премине во следната фаза на европскиот пат, таа сериозно може да си го загрози сопствениот кредибилитет во регионот, но и пошироко, стои во документот презентиран од Хан.